Добар ден, криптоентузијасти, денеска имаме едно многу интересно видео. Ова е еден од оние, би рекол, хардкор алткоини кои што се овдека исто како што сум јас на овој пазар, уште од 2017 година. Јас бев буквално во периодот кога Dash направи апсолутен all-time high и беше пак на некој начин споредуван со Ripple во тоа време, споредуван со најдобрите алткоини од тоа време, нормално. Со тоа што денеска живееме во едно друго време, каде што Dash се уште постои, но е на некој начин малку поскромен во однос на тоа каде се наоѓа со собствената цена и маркет кап, но за тоа малку подоцна, чисто за оние кои што потенцијално не се во тек. Dash е видеото кој што го обработуваме денеска на 30 јуни во понеделник, кој што е се уште дел од нашата алткоин недела. Тоа беше практично во текот на претходната недела. Dash ни останува да биде последниот коин кој што ќе го обработиме токму денес за вас, а додека во текот на следнава недела. Со тоа што во текот на остатокот од неделата, во текот на утрешниот ден ќе имате повторно шанса да го погледнете нашето гостување во Redcast. Тоа е реприза која што сакаме да емитуваме на нашиот канал со цел да ги имаме сите овие видеа на нашиот канал и луѓето да може да ги погледнат од сите гостувања во било кои канали. Дополнително во среда не забравяйте ќе имаме многу битен лайвстрим, тоа е макроекономија и крипто лайвстримот, каде што имаме навистина многу битни информации, почнувајќи од крајниот рок за тарифите на 9 јули, дополнително до потенцијален реизбор на друг чеермен на Федералната резерва на Мурика и така натаму, че верувајте ми ќе има многу битни информации во лайвстримот во среда во 9 часот навечер, како и секогаш со нашиот Гоце. Во четврток очекувате техничка анализа на пазарите, за тоа што се случува моментално технички аспект. Сабота ќе имаме повторно лайвстрим, кој што ќе биде во подоцнежните часови во 9 часот навечер, а овдека би напоменал доколку сакате да моментално ни ставите лайк на ова што гледате овдека, ни фали неверојатен еден лайк, за да правиме повторно пеглање на Benjamin Coin, он е редовен клиент на нашиот канал. Зошто? 101 официјално. Значи, дефинитивно ќе гледате прво пеглање на Benjamin Coin за неговите, пак ќе кажам, тврдења во однос на тоа дали ќе имаме или не алткоин сезона и кога ќе биде истата. Така да ќе анализираме едно видео од 30 на минути каде што ќе ги погледнеме клучните тврдења на Benjamin Coin и ќе ги споредиме со нашите, со соодветна техничка анализа. Нормално пак ќе напоменам, значи секоја чест човекот е на вистина еден од најдобрите би рекол аналитичари на овој пазар, но една работа која што му е многу слаба страна, тоа е вклучување на макроекономските и геополитичките случувања во неговите анализи, која што пак ќе кажам, верувам дека е една од главните негативни страни на неговиот канал, но како и да е, за тоа уште ќе напоменам, очекувате дека ќе имаме соодветен лайвстрим и дека нормално ќе разговараме прво за неговата анализа во однос на алткоин сезоната, а потоа ќе продолжиме со техничка анализа на алткоин. Како што знаете, и сами имаме посебна табела на Excel која што ја водиме во однос на нашите очекувања за алткоините кои што ги анализираме од технички аспект за овој bull market. И во недела очекувате дека ќе имаме видео кое што е малку би рекол закаснето, тоа е options, односно третиот инструмент за традиционалните финансии, каде што прво го обработивме инструментот обврзници, потоа futures и ни останува уште options, односно опции да биде обработен на нашиот канал. Очекувајте го како специјално неделно видео оваа недела. Со тоа што ова е последното видео од оваа алткоин сезона, алткоин недела, а за оние кои што потенцијално не знаат што тоа значи, на нашиот канал од време на време обработуваме цела недела само алткоини со нивна фундаментална и техничка анализа, како што тоа ќе го работиме денес за проектот Dash. Со тоа што идејата е да направиме што повеќе анализи на македонски јазик на нашиот канал како дел од оваа анализа, значи ова е така речено плейлистата анализа на коини и токени, крипто проекти, и верували или не официјално со претходната анализа на Raydium, тоа беше пред само еден ден, официјално стигнавме до 100 обработени коини токени на македонски јазик. Идејата е да направиме една директорија, како што гледате овдека, со сите најголеми проекти од крипто секторот обработени на фундаментален технички начин на македонски јазик, да можат сите македонци да се запознаат со овие проекти подобро и доколку им се допаднат, нормално да ги доистражат и да одлучат дали би инвестирале или не во овие коини.
Така да тоа е на некој начин дел од онаа финансиска писменост која што се обидуваме да овозможиме за македонскиот народ и за нас 100 коини е огромна цел која што веќе 2 години работиме за да постигнеме. Официјално ова е 101-иот коин кој што го вработуваме на нашиот канал. Така да пак ќе кажам, за мене ова е големо достигнување, за вас можеби не значи многу, но верувајте ми, мене како човек кој што пак ќе кажам напорно работи на овој канал, ми значи навистина многу. Со тоа што како го правиме тоа, значи од време на време може да видите ваков тип на пост на нашиот канал, најчесто доаѓа за време на Altcoin недела, каде што вие ги оставате вашите предлози за одредени коини и токени кои што би сакале да ги истражиме. Ние ги бираме 4 најдобри, најпросперитетни и најбарани и потоа нормално ги составуваме во блок за кој што вие гласате по кој редослед да бидат обработени. Веќе постои нов блок на 4 коини кои што ги спремаме за следната Altcoin недела и пак ќе кажам откога ќе бидат обработени, ќе бидат додадени на оваа листа како нови коини кои што сме ги истражили. Тоа е за тоа како изгледа на Altcoin недела, а уште некои интересни работи во однос на самиот вовед. Прво би морал да напоменам уште еднаш на нашиот основен канал на Facebook страната веќе креиравме настан за она што следува, а тоа е нашата посета на Минхен на 6 септември. Значи, ова, како што може да видите овдека, е уствари линк до настанот кој што ќе се одржи во Eine Welt Haus во Минхен, каде што ќе ни бидат гости Bad Teacher Crypto и Александар, попознат како Радна скела на нашиот канал. Со тоа што нормално ова е организирано заедно со Македонски културен центар Илинден во Минхен. Секоја чест на организаторите, пак ќе кажам во оваа ситуација огромна техничка помош од нивна страна. Прво, нашиот познат глумец Славков, еден од, пак ќе кажам, најредовните на нашиот канал и нормално претседателката на овој клуб. Значи им благодарам многу, секоја чест и за промовирањето и за ангажманот околу организирање на ова. А на самиот настан, како што може да видите, овде имате пост на кој што би препорачал доколку некој од вас сака и доаѓа на овој настан да го стави своето да го пријави нормално своето доаѓање овде и да стави дека доаѓа ако евентуално има слободни места, затоа што има многу македонци кои што сакаат да се организираат едни со други за да дојдат, затоа што немаме луѓе само од Германија, доаѓаат и луѓе од Австрија, доаѓаат и луѓе од Швајцарија. Така да пак ќе напоменам, на овој начин најлесно ќе се организирате. Едноставно оставете коментар ако некој доаѓа и се наоѓа, пак ќе кажем, во истиот регион како вас, потенцијално ќе може да се договорите да дојдете заедно. Овде ќе имате се и линк до самата локација и сите нови известувања околу овој настан ќе ги најдете овде. Значи ќе биде од 9 наутро до 1 поручек, ќе имаме 3 предавачи, верувам дека ќе биде одлично гостување. Пак да не забораваме, 8% од гледачите на нашиот канал се македонци кои што моментално живеат во Германија. Така да тоа е сега за сега што имаме околу овој дел. Понатаму нормално како имаме повеќе информации така ќе ги објавуваме, а нормално сето ова е организирано и покриено финансиски од нашата Patreon заедница. Морам да признаам дека и нели вториот организатор во оваа ситуација, македонскиот културен центар Илинден, исто така помогна околу обезбедување на салата, така секоја чест морам да ги пофалам, благодарам многу за овој дел на помош нормално. А се останато, како што знаете и сами, без разлика дали е втората македонска криптоконференција, следната која што ја планираме наредна година, ова гостување во Минхен, следното во Битола до крајот на оваа година, сето тоа е организирано и финансирано од страна на нашата Patreon заедница. За оние кои што не знаат, ова е така речено форум на кој што македонците кои што моментално го следат нашиот канал можат да дојдат и да се зачленат и нормално со оваа мала членарина финансиски да ни помогнат да го одржиме овој канал на уште повисоко ниво, со уште повеќе бесплатна едукација за македонскиот народ без разлика каде се наоѓа, со тоа што ова се основните нивоа кои што може да се приклучите и со тоа добивате пристап до сите наши чатови. Значи ова е на некој начин место каде што може да добиете огромна количина на информации од сите наши членови, меѓусебна едукација, нормално директни пораки до нас кои што јас ги одговарам еднаш дневно, како и еднаш месечно имате лайвстрим на Microsoft Teams кој што е резервиран исклучиво за нашата Patreon заедница. Следната недела ќе биде овој тип на лайвстрим, а нормално можете многу едноставно да пробате како да се биде дел од оваа заедница 7 дена бесплатно, така да доколку се приклучите сега ќе го погледнете, ќе бидете дел и од следниот лайвстрим наредната недела за нашата Patreon заедница и она посебно ниво кое што само што го додадовме, тоа е ниво на кое што практично добивате и посебно би рекол привилегии како месечна 1 на 1 сесија со мене,
кое што веќе многу од членовите на Patreon ја користат постојано, затоа го додадовме. И дополнително имате овдека во иднина планираме партнер програми како за DePIN нодови, така за Proof of Stake нодови, како и потенцијални приватно организирани настани од типот на школи и работилници. Така натаму, да имате предност и да бидете поканети прво и нормално, доколку нешто од ова мора да биде покриено финансиски, да го добиете со многу пониска цена. Како и да е, во секој случај, целата материја на нашиот канал, се што работиме е и ќе остане 0 евра по македонец. Сите настани кои што ги организираме без разлика во Македонија или надвор од неа, ќе останат да бидат 0 евра по македонец, благодарејќи на оваа организација. Со тоа што пак ќе кажем, привилегиите се јасни, значи дојдете, видите како е да се биде дел од оваа земјица 7 дена бесплатно. Ако имате проблем, затоа што имаме доста луѓе кои што имаат проблем околу банкарскиот дел, каде што не може да уплатат, тоа може да го направите на крипто, само следете ги овие инструкции кои што моментално се многу јасни, со тоа што може на годишно ниво да уплатите во крипто и да добиете 20% попуст за членување на нашиот Patreon форум или Patreon апликација. Верувајте ми, значи ни помагате многу, а со тоа добивате привилегии во нашата заедница и дополнително истото може да го направите и доколку сакате да подарите на некого, да биде дел од нашата заедница, можете многу едноставно да го направите со Gift Membership, каде што на основната страна ќе ви даде да поклоните на некого да биде дел од нашата Patreon заедница. Сите информации околу тоа каде може да најдете нашата Patreon апликација, може да ги најдете во дескрипцијата на било кој од нашите видеа во овој линк. Дополнително дека може да најдете и други информации, како линк на нашата криптогимиџија кооперација, која што понатаму планираме некои интересни рекламни материјали за нашата работа и за нашиот канал, или својствени за тоа што го работиме. Сега едноставно не е време поради корекцијата на пазарот, не сакаме да ја навредиме нашата заедница со маркетинг материјали кои имаме практично на некој начин корекција надолу. Потоа имаме делот со добротворната програма на нашиот канал, каде што имаме Купи ми кафе апликацијата, како и овие блокчейн адреси. Се што е доставено на овие адреси до сега во 3 наврати сме го искористиле за организирање на добротворни акции во Македонија, со тоа што пак на некој начин би рекол и некои значителни суми од 700-800-500 евра беа, да речем, собрани за македонска кауза, првенствено за помагање на малку посиромашните во Македонија, потоа и за помагање на жртвите на пожарот во Кочани. Пак ќе кажам, значи чекор по чекор, ова ќе биде верувам многу поголемо во иднина, како повеќе се организираме како заедница. Овдека ги имаме и нашите социјални мрежи, би препорачал да ги заследите, затоа што имаме многу информации надвор од она што моментално го работиме на каналот, кој што ги на некој начин објавуваме секој ден. Би препорачал да ги заследите со цел да имате уште повеќе информации за нашата работа и за макроекономијата, геополитиката и крипто секторот. Како нормално, како нашиот YouTube канал, овдека се и резервните канали на Odyssey, Rumble, Rutube и Dailymotion. Последниот кој што моментално го надградуваме е Dailymotion. Тоа е овој канал, Dailymotion, криптогимиџија. Доколку сте нови на нашиот канал, би препорачал да го заследите, затоа што ќе ви помогне да го следите нашиот едукационен материјал од самиот почеток. Односно, го копираме целиот едукационен материјал од повеќе од 140 видеа, од првото видео па до најновото, стигнати сме до 40-тото видео и можете овдека во утринските часови да го следите нашиот материјал по едно видео, на тој начин да стигнете до каде што се наоѓаат и останатите членови на нашиот канал. Така да тоа е се што имаме да кажеме околу воведот денес. Сега нормално ќе се посветиме на проектот за кој што разговаравме, а тоа е Dash. Знаете и сами, ова е еден од постарите проекти на пазарот, верувам еден од оние кои што поискусни би рекол во однос на се што може да се случи на крипто пазарот. И како што кажавме, значи ова е последниот коин од Altcoin неделата која што ја организиравме од текот на последната недела. А начинот на кој што анализираме секој од овие коини, ова е нормално наша развиена стратегија, ова е посебен тип на фундаментална и техничка анализа метод, кој што ние го развивме со цел да можеме да имаме една целосна слика за проектите во кои што инвестираме. Пак ќе кажам, ова е почетна нормално анализа, со тоа што овдека може да ги видите основните 6 групи на прашања кои што ги одговараме за секој од овие проекти со цел да имаме целосна слика за тоа што овој проект представува, каков тип на технологија, се што треба да знаете за самиот проект. Не ги одговараме прашањата едно по друго, значи ги одговараме како доаѓа самата материја, затоа што секој од овие проекти е доста различен, така да до крајот на овој видео дефинитивно ќе одговориме сите прашања, но не очекувате да бидат одговорени по овој редослед. Првото прашање е секогаш нормално и првата точка е апликација и практична примена на коинот. Зашто се користи?
Дали има други проекти кои што може да заменат од реалниот свет и од крипто сектор. За жал, не знам зошто, но моментално е тргнат како категорија крипто, зборувам дигитални валути. Тоа се валути кои што се така речено замена за дигитален кеш. На страна од стейблкоините, претходно постоеше оваа категорија, сега не знам зошто е отстранета од CoinGecko. Овдека можеме да го најдеме во Privacy Coins и во Masternodes, каде што гледаме дека Dash е еден од најголемите со 245 милиони долари, со тоа што овдека имаме и Privacy, чисто да го видите како дел од ово, ќе ви објаснам зошто е дел од Privacy, но за жал онаа категорија која што ние многу пати сме обработувале, гледате, во Privacy е еден од најголемите, веднаш после Monero, Zcash и така натаму, значи зошто е ова толку битно? На нашиот тип на анализа, ако се сеќавате, значи имаме обработка на 20 различни категории кои што моментално ги обработуваме според начинот на технологијата која што применуваат секој од овие проекти. Со тоа што имаме посебна категорија така наречена дигитални валути, која што најчесто се користи за плаќање. Дали е тоа во или надвор од границите на една држава, повторно станува збор за плаќање, каде што ние Stellar, Ripple, Litecoin и Dash ги рачунаме уште од почетокот на нашиот канал. Не знам зошто оваа категорија моментално е странета, но ние понатаму ја сметаме како валидна категорија и пак ќе кажем моментално истата е верувале или не и најголема категорија во нашето портфолио со 36% нормално во XRP, не во Dash. Но повторно, Dash е дел од оваа категорија, секогаш бил и секогаш ќе биде. Зошто? Основната апликација на Dash е токму тоа. Испраќање, плаќање на средства, дали е во или надвор државата, тоа не менува апсолутно ништо. Значи дека истиот спаѓа токму во оваа категорија на дигитални валути и сега тоа е интересниот дел што едноставно овдека не е спомнато како категорија, затоа и мораме едноставно да се водиме од нашите, да речам, заклучоци, од нашите истражувања, со тоа што значи дали постои првенствено други валути кои што моментално му се конкуренција, како што овдека гледаме, да постои. Значи овдека се Stellar XLM, Ripple XRP, Litecoin, кој што исто така во основа е копија на Bitcoin, но е со идеја да биде многу побрз и да биде користен како онлайн кеш. Така, значи верзија на Bitcoin која што е побрза и која што треба да биде еднаква за секојдневни плаќања. Сега, каде овдека, да речем, ова се споредува со реалниот свет, затоа што првиот дел прашањето е дали има проекти кои што му се конкуренција? Да, има и тоа му се жестока конкуренција и се многу над него, затоа што ако ги споредиме овдека, чисто да го отвориме XRP, значи XRP моментално е во огромна предност во однос на market cap, само да видиме како моментално изгледа, значи истиот е 128 милиарди долари, а само да видиме во кој пат категорија испаѓа, и овде како што можеме да видиме, го нема тоа, значи едноставно не постои дигитални валути, значи XRP, XLM тоа се огромна количина на коини кои што му се моментално конкуренција на Dash и кои што реално буквално го ставаат во, како викаат, во rear view mirror, така, значи доста позади. Како и да е, сепак Dash се уште постои, моментално се уште е активен, ќе разговараме како и зошто, тоа е еден од главните работи кои што треба да ги покриеме денес. Додека дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат? Да, има. Тоа се сите оние значи апликации кои што работат на трансфер на средства, како што е, не знам, значи Western Union, MoneyGram и така натаму, но матично и овие апликации, верувале или не, се базираат на оваа блокчейн технологија, затоа што и да го земеме значи MoneyGram како пример. MoneyGram претходно работеше на технологијата на XRP. XRP беше коинот кој што функционираше за да може MoneyGram да испрати средства од една во друга држава со ефтина трансакција и брзо. Сега заради тоа што знаете сами XRP влезе во некоја ситуација со судски случаи, XLM беше тој кој што го наследи ова партнерство и моментално XLM е технологијата која што MoneyGram ја користи со цел да може да праќа ефтини трансакции на секаде низ светот. Што значи дека во основа овие апликации кои што постојат во реалниот свет користат токму тоа, блокчейн технологија со цел да бидат конкурентни помеѓу блокчейн проектите. Но тоа е се додека луѓето не знаат како да користат блокчейн, како да ги користат овие проекти. Кога ќе го знаат тоа, нив не им е потребен MoneyGram, кога може тоа да го направат директно на Dash платформата. Ова е моментално dash.org, каде што гледате сами, значи вие можете директно сами да пратите што сакате на кого сакате. Со тоа што погледнете, овде ќе имате значи
на некој начин споредба на Dash со кредитни картички, трансфер на банкарски трансфер, PayPal трансакција и Bitcoin трансакција. Каде што гледате дека значи брзината е 1 секунда на трансакцијата, во истата таа секунда е така речено целосно реализирана, значи средствата на вистина се легнати на другата страна. Дополнително цената е една од најниските во криптосекторот за само $0,01. Со тоа што знаеме дека конкуренцијата во оваа ситуација е огромна, значи имаме многу голем дел, многу голем обем на коини кои што пак би рекол се подобри во овој сегмент, првенствено затоа што овој сетълмент кој што гледате овдека и брзина е така заради тоа што имаат двостепена архитектура, каде што имаат Proof of Work основен блокчейн, за кој што ќе разговараме малку подоцна, и Proof of Stake, така речено Masternodes, кој што не би рекол дека се директно Proof of Stakes, и за тоа ќе разговараме малку подоцна, но тие се тие, да речем, механизми, Masternodes, кои што овозможува ваков тип на брз сетълмент, на некој начин кога вие самите ќе доплатите за ова, би рекол. Сега, зошто го велам ова? Значи да, во основа гледаме дека се користи. Така, значи моментално $4,5 милиарди трансакции се процесирани на Dash. Имаме повеќе од 54,000 активни адреси дневно кои што користат овој коин и повеќе од 8,200 трансакции. Така, зошто е ова битно? Затоа што на крајот од денот Dash се користи не директно. Туку погледнете како тоа што го зборувавме, како што рековме за MoneyGram, така. Значи Dash се користи како блокчейн основа на овие типови на payment processing solutions. Односно ова се значи солуции кои што моментално се интегрирани во најразлични бизниси и така натаму, кои што во основа, како што гледате и сами, сите овие payment processing solutions користат токму Dash технологија за да ги процесираат овие трансакции. Custody солуции, значи ова се оние солуции на старателство, истата ситуација. Software Development Kits and Tools, истата ситуација. Идејата која е? Овие во основа, првенствено, Payment Processing Solutions, го користат Dash, секојдневните луѓе дури не знаат дека нивната трансакција е уствари реализирана преку Dash блокчейнот со Dash валутата. Исто како што вие кога праќате пари преку MoneyGram, вие праќате пари, од другата страна добиваат пари. Вие не знаете дека овие пари се трансферираат преку Stellar, односно XLM токени. На тој начин, еве го тоа што постојано го зборуваме. Доаѓаме во ситуација каде што блокчейн технологијата луѓето ќе ја користат, а нема ни да знаат дека ја користат. И сега ова е во однос на нивната основна апликација, значи што се користи, со тоа што еве ова се според ChainSpect, страната која што користиме за брзина на блокчейни, проверивме на трите страни, јас не успеав да го најдам Dash во однос на неговата брзина. Тоа ви кажува дека Dash со ова 1 секунда по трансакција е, пак би рекол, доста побавен за разлика од новите генерации на блокчейни кои што моментално ги имаме. Како што во оваа ситуација гледате, сами ова се најбрзите блокчейни, поминавме низ сите овие три страни на блокчейни и не успеав да го најдам Dash, значи дека колку и истиот да е релативно брз, не може да се мери со поновите блокчейни кои што гледате сами. Ево Stellar, пред тоа видовме и XRP во едни од побрзите, ево овдека третата страна, чисто видите дека не е дел од најбрзите блокчейни кои што моментално се на топ, да речем, позиции, со тоа што една работа која што дефинитивно мора да му признаеме, дека е според 2025 година, овој артикл, значи на самиот почеток на 2025 година, Dash и понатаму можеби не е најбрз, но е еден од најевтините да речем коини за трансакции, затоа што верувале или не, овдека дури е и помалку од 1 цент, погледнете, по трансакција. Сега, тоа е во однос на неговата апликација, а сега ќе разговараме за генерално првенствено овдека би рекол токеномија. Зошто токеномија? Затоа што во овие прашања ни спаѓа и тип на блокчейн, а потоа ќе се навратиме на неговата залиха, колку залихата е на пазарот и така натаму. Сега ќе разговараме многу за неговиот тип на блокчейн, затоа што има уникатна, да речем, конструкција, нешто барем во периодот кога истиот беше апсолутен шампион во bull market од 2017-2019 година, беше невидено. Ова се новчаниците кои што може да ги користите за да, така речено, располагате со Dash. Имате, значи, на Android, ова се на iOS, ако имате поради некоја садомазо причина Apple. Desktop wallets, гледате сами во однос каков тип на оперативен систем, можете да ги погледнете различните, верувам дека Windows без разлика на кој
Еве за Mac исто овде имате некои различни како и за Linux, како што гледате сами. Значи тоа е она што ви е потребно за да може да располагате со овие коини, ако веќе имате Hot Wallet нормално, а исто така и Cold Wallet, тоа не го покажавме. Cold Wallet кои што моментално го поддржуваат, гледате и сами повторно се скоро сите, затоа што ова е едно од најстарите валути, гледате и сами. И нормално Paper Wallets самиот има и свој Dash Paper Wallet. И Web Wallets, како и да ги има многу, каде што истиот е поддржан. Сега, значи рековме дека Dash е уникатен тип на блокчейн кој што во себе содржи и Proof of Stake и Proof of Work. Само што матичниот блокчейн на кој што се наоѓа е Proof of Work блокчейн. Односно, истиот е така речено напредна верзија на биткоин. Со тоа што би рекол застарениот алгоритам кој што користи биткоин SHA-256 моментално е заменет со X11. Значи ова е типот на алгоритам кој што моментално користи Dash. На нивната страна можете да видите се што ви интересира за овој алгоритам. Нема да навгуваме премногу, но во однос на она што го читам, истиот е надградена верзија на SHA-256 и треба нормално да на некој начин даде подобри перформанси во неговата работа и тоа го гледаме и во неговата брзина и во така речено цената на неговите трансакции. Така да повеќе ако сакате нормално може да истражите за овој тип на алгоритми, нема да навлегуваме премногу за да не биде премногу долго и комплицирано видеото. Кога станува збор за овие блокчейни кои се Proof of Work, знаете и сами за разлика од Proof of Stake, станува збор за блокчейни кои што функционираат на алгоритмичко решавање на пак ќе речем алгоритмички математички задачи со цел еден од овие мајнери кои што моментално се обидува да реши оваа задача, кој што ќе успее најбрзо да ја реши, да му биде дозволено да запише блок на трансакции, тоа е трансакциите кои што моментално се процесираат на блокчейнот и со тоа да ја добие наградата од овој блок. Матично истиот нема pre-mine, како што тоа го имало Proof of Stake, значи функционира апсолутно како Proof of Work биткоин и моментално функционира без никаков проблем, буквално матично како и самиот биткоин. Сега малку повеќе ќе поразговараме околу овој дел сега, со тоа што знаете и сами дека доколку сакате сами да речем независно да копате ваков тип на коини како што е Dash, Litecoin, Bitcoin е малку тешко, затоа многу од луѓето кои што имаат ваков тип на ASIC майнери ги користат овие майнинг пулови, како што се во оваа ситуација најголемите пулови кои што гледаме дека моментално се мајна Dash. Многу лесно може да ги најдете на miningpoolstats.stream, каде што може во живо да видите кои се најдобрите пулови за мајнинг на Dash. Така да, ако имате ASIC майнери, луѓето ги приклучуваат на овие моментално најголеми пулови. Во исто време ова се пулови кои што мајнаат и биткоин. Сега, многу битна работа. Тоа не значи дека ако вие се приклучите на овие пулови ќе можете да мајнате и биткоин и Dash, како што е случајот со Litecoin и Doge, да бидеме реални, значи нема како го нарекуваат они тоа мултимайнинг, туку имаме ситуација во која што можете да мајнате со истите пулови со ASIC мајнерите и Dash. Што значи дека дел од капацитетите на овие мајнери е буквално и во Dash. Само секунда. Дайте ми секунда да се обидам до Само момент. Значи овде ќе погледнеме дека е објаснето дека не може да има мултимайнинг, а во исто време дека нормално тоа е многу битно. Само секунда за да разберете како функционира овој тип на пулови. Погледнете. Значи, Dash не може да биде мајнат заедно со биткоин затоа што има различен тип на алгоритам, тоа што го зборувавме пред само некое време. За разлика од тоа, како што кажуваме, Litecoin има таков тип на опција каде што може додека купате Litecoin да добивате и награди во Dogecoin. Така. Сега, поради ова, вие можете што? Можете да бидете дел од овие пулови во кои што дел од хешрейтот кој што го произведуваат овие пулови е наменет со цел да купаат Dash. Сега, во однос на профитабилност, значи една работа која што мораме да напоменеме, не е само дали може да купате, нормално се може да направите, можете да купате без никаков проблем, но колку е моментално профитабилно да се купа Dash. Значи, моментално, како што кажеме, вас ви се потребни ASIC майнери кои што работат на X11 алгоритмот. Колку што сум известен, можете потенцијално дури и да ги репрограмирате, ако веќе се направени за друг алгоритам, но нема да навлегувам таму, тоа е нешто што треба вие сами да го истражите доколку сакате да бидете дел од майнинг мрежата на Dash. Но она што можеме да забележиме е дека истиот има екстремно намален хешрейт. Зошто?
заради неговата популарност. Значи моментално неговата популарност е крајно ниска, а поради тоа нормално и хешрейтот е доста низок. Значи функционира исто како биткоин. Колку повеќе мајнери се уклучуваат на мрежата, толку повеќе и неговиот хешрейт расте, а со тоа нормално расте и неговиот difficulty, односно тежината на алгоритмичната загадка која што треба да ја решат. Колку повеќе мајнери го напуштаат оваа мрежа, значи овој блокчейн, толку повеќе и тежината на алгоритмичната загадка се намалува. Што значи дека со многу помалку хешрейт ќе можете да го добиете блокот, односно наградата, токени кои што моментално се добиваат за мајнерот кој што ќе запише блокот со најновите трансакции. Сега, што тоа значи? Еве како изгледа моментално, ќе поразговараме и за блокот, ќе поразговараме и за наградата, ќе стигнеме затоа што има халдинг исто како биткоин, но пред тоа би сакал само да ви покажам многу едноставно, значи Dash Mining Calculator дали е практично исплатливо во овој момент со оваа цена на Dash да се копа едноставно да се мајна Dash. Значи моменталната цена на Dash е негде околу $20, само чисто 19,80, значи $20. Што значи дека овдека истата е реплицирана во однос на неговата цена. Овдека имаме практично колку генерално имаме mining hash rate кој што ќе го произведе потенцијално вашиот копач со 1500 вати конзумпција на струја. Значи овдека ќе треба да го подесите тоа на соодветен пак би рекол hash rate и power конзумпција во однос тоа каков тип на мајнер имате. И при тоа јас овдека стави стандардно, не го променив, да речеме еве во оваа ситуација верувам дека они имаат поставено некој нормален копач на Dash. Со тоа што погледнете моментално средната цена на киловат час во Малта е 0,14 центи. Со тоа што 0,14 центи, еве дури нема да ставиме пул фи, затоа што знаете дека треба платите и фи на пулот, нема да го ставиме тоа. Значи јас дури и со оваа ситуација моментално со овие стандардно подесени, да речем, хешрейт на вашиот мајнер и конзумција на струја во однос на вашиот мајнер, јас би бил $5 во загуба во однос на тоа колку би можел да ископам Dash во текот на денот. Нормално, тоа што копаме со загуба не значи дека на крајот од овој bull market ние ќе бидеме во загуба. Тоа значи дека сега моментално според оваа цена на Dash ние би биле во загуба доколку копаме во текот на овој ден, месец и така натаму. Со тоа како расте цената на Dash, нормално така ќе расте и профитабилноста на овој коин. А како расте профитабилноста на овој коин, така се повеќе и повеќе мајнери се уклучуваат на пазарот. А тоа се случува кога? Во bull market, посебно во алткоин сезона. Така да еве и за Македонија го направивме истото според Google вели 11 центи во однос на долари е киловат час во Македонија. Со тоа што еве како би изгледало, дури и според македонски стандард за струја, че имаме прилика и стандард за струја, пошто нели како вика Славевски, моментално стандардот на Македонија е повисок од Малта, супер, браво. Значи еве моментално според пониската цена на струја во Македонија, која што е прилика иста кој што можам да видам, практично вие би биле повторно во загуба $3,3 на ден со овој еден мајнер кој што би го уклучи. Сега, како тоа функционира во однос на нели купувањето и користењето на овие мајнери? Ова е долгорочна инвестиција, каде што за жал овие мајнери се доста скапи и како што гледате и сами не се веќе достапни. Значи ние најдовме овдека Miner Bros, една страна во која што може да погледнете како изгледаат X11 мајнери. Значи тоа се мајнери кои што копаат на овој алгоритам. Погледнете и сами. Значи како ќе дое овдека 8 од 9 типови на мајнери се распродадени. Останува само еден тип на мајнер кој што моментално е расположлив. Сега верувам дека можеби вие ќе најдете и други, но моментално погледнете. $4,400 кошта овој мајнер, со тоа што пак доколку сакате да споредите колку би потенцијално профитабилен, ќе треба да и погледнете неговите така речено нели преиспозиции во однос на мајнинг и да ги поставите на оваа страна, каде што би можеле да видите колку потенцијално би бил профитабилен. Ова и во случај да имате некој мајнер кој што претходно можеби сте го користеле за биткоин, можеби во оваа ситуација може да го искористите за Dash. Така да, во однос на тоа колку моментално добива како награда, значи сега објаснуваме како функционира типот на мајнинг, каде што самата оваа страна прави калкулација да не мораме сега ние да го правиме тоа рачно, во однос на дневно ниво колку потенцијално би добиле директно во профит или загуба во долари. Со тоа што исто како биткоин, Dash има свој халвинг, само многу по-чест,
Истиот е на 1 година, за разлика од биткоин кој што е на 4 години и 210.000 блокови. Следниот халвинг е за 28 дена. Ова е уште една работа која што ќе ја спомнеме кога ќе разговараме и за техничка анализа, затоа што знаете дека ваквиот халвинг, односно преполовување на наградата која што ја добивате за запишен блок, она што го разговаравме во делот на майнинг, секој оној мајнер кој што ќе успее да ја реши задачата прв и добива награда да го запише следниот блок, а при тоа да добие награда директно од Dash мрежата. Со тоа што прво, значи погледнете сами од 2014 година кога е креиран овој блокчейн и кога почнува од апсолутно нула како биткоин, без никаков примајн, по 500 Dash токени коини се добивале за секој запишан блок. Значи, со оглед на фактот дека ова е моментално $20 по еден Dash коин, тоа значи дека вие ќе имате $10,000 за секој блок ако сте мајнале во 2014 година. Како и да е. Со тоа што гледаме дека понатаму блоковите почнуваат да се преполуваат и тоа не се по 50% како биткоин, туку е како прилика изгледа, значи на 3,3, на 3,1, на 2,8, на 2,6 и гледаме дека тоа било најчесто на една година и оприлика неколку дена, како што можеме да видиме, недела две, со тоа што сега моментално сме стигнати до 8-миот халвинг кој што треба да биде, како што видовме, за 28 дена. Тоа е негде на крајот на овој месец, во јули, кога наградата ќе биде намалена на 1,9 Dash по блок. Што значи дека вие грубо речено добивате $40 за секој Dash блок кој што ќе го запишете на мрежата, а со оглед на фактот дека во текот на еден ден имаме точно 576 блокови запишани на Dash мрежата или блок на секој 2,5 минути, а со оглед на фактот дека имаме $20 по еден Dash, значи дека вие во текот на денот, значи за целата мрежа, имаме, само да погледнеме како моментално изгледа, имаше на дневно ниво, наградите на дневно ниво се оприлика $16,000. Значи $16,000 се делат на сите овие мајнери кои што моментално копаат Dash. Со тоа што не заборавајте дека голем дел од овие награди дефинитивно ќе бидат превземени од пуловите, затоа што имаат огромен хешрейт, погледнете, 43,9% од вкупниот хешрейт моментално е поседуван од F2 пул. Што значи дека пола практично од наградите на дневно ниво влегуваат во овој базен, а нормално вие како дел од базенот, во однос тоа колку хешрейт произведувате и фито кој што треба да платите на овој пул, ќе добиете награда, така речено, нели, за ова што моментално овозможувате хешрейт на самиот пул. Така да, ето прилика како изгледа. Сега јас не би можел да ви кажам како точно ќе изгледа профитабилноста околу овој коин. Многу често овие мајнери акумулираат голема количина на токени и ја продаваат кога, да речем, ќе заврши еден бул циклус и на тој начин се во максимален профит, но меѓу време рачунајте дека вие сте задолжени да си платите сопствената електрична енергија која што сте искористиле за да може да ги измајнате овие токени, потенцијални поправки, замена, нови мајнери, сето тоа останува на вас. Така да тоа е делот околу првиот дел, односно делот со Proof of Work, каде што гледаме дека иницијално, со оглед на фактот дека биткоин самиот по себе од 2009 година бил пред самиот Dash во однос на халвинг и намалување на инфлацијата, гледаме дека Dash со многу побрз распоред на халвинг се обидува да стигне истата инфлација како биткоин на практично еднакво скоро на нула. Зошто го велиме тоа? Погледнете, значи ева инфлацијата. Така, тоа се извинувам, ева инфлацијата. Значи од 8% во 2018 година моментално е 3,4% после следниот халвинг овие 28 дена. Се разбираме. Со оглед на фактот дека биткоин е стигнат до 0,8%, а Dash до 3,4%, 3,4% воопште не е лош тип на инфлација. Малку повеќе околу инфлацијата кога ќе стигнеме да разговараме за неговата токеномија, за тоа како изгледа, нели, колку токени има уште, колку ќе останат и така натаму, но ова е многу битен дел. Халвингот во однос на оваа ситуација гледаме дека е стигнат до екстремно ниска инфлација, која што понатаму потенцијално ќе делува и на цената на Dash. Додека вториот дел, односно Master Nodes, тоа е така речено Proof of Stake дел кој што не е, би рекол, стандарден тип на Proof of Stake, но ова е второстепена мрежа која што е изградена врз Dash мрежата на Proof of Work, која што се нарекува Master Нодови. Master Нодовите се направени со цел да дадат специјални, да речем, специјални услуги за клиентите на Dash мрежата. Односно, ако станува збор само за Dash, тогаш истите ќе бидат како биткоин, стандарден Proof of Work блокчейн и тоа е тоа.
Додека мастер нодовите дополнително додаваат втор леер на функционалност на овој блокчейн кој што возможува првенствено два типа на би рекол посебни услуги за Dash корисниците, а тоа се privacy и instant settlement. Значи овде ќе имате ситуација во која што преку оваа второстепена да речем мрежа, вие имате instant send, односно за разлика од стандардниот начин на 2,5 минути за секој блок и така натаму за целосно финализирање на транзакциите, кај што е proof of work делот, мастернодовите има instant send опција која што ја реализира преку оваа мрежа на мастернодови за која што ќе разговараме сега. Зошто е толку битно и во исто време има и privacy кој што го возможува токму оваа мрежа на мастернодови. Сега, една работа која што мораме да напоменеме за мастернодовите дека истите се во исто време и на некој начин DAO, примитивен тип на DAO на овој Dash протокол. Зошто? Затоа што сите оние кои што имаат свој мастернод на Dash протоколот имаат право во тип на слично на Delegated Proof of Stake да гласаат за сите негови предлози. Со тоа што ова се случува уште од 2016 година наома, ако не се лажам, и погледнете че моментално имаме 550 мастернодови од вкупно дозволени 2464, со тоа што мастернодовите се екстремно скапи, затоа имаме мала количина, не заради тоа што нема заинтересираност, сега ќе објасниме околу тој дел. Значи, нивната, како што кажав, во основа, главниот дел кој што го возможува на овој блокчейн е private send и instant send. Со тоа што вие во самата апликација Dash ви дозволува да селектирате доколку сакате да ги искористите овие два типа на услуги, со тоа што првиот private send, верувале или не, самиот Dash поседува собствен миксинг механизам. Значи, знаете што се миксер платформи, каде што вие практично можете да скршите она линк мрежа на историја на токенот од која на која адреса се пренел, со тоа што во исто време, значи, самиот блокчейн ги заменува иста количина на токени помеѓу различни корисници и на тој начин вие добивате токен од некое друго лице со иста нормално вредност, но практично веќе нема своја историја за тоа како стигнал до вашиот новчан. Значи, овие миксер служби моментално се достапни преку овие мастернод, ова мастернод, да речем, инсталација на самиот блокчейн, а instant send представува втората опција, каде што вие практично, значи, многу едноставно селектирате, имате буквално опција да селектирате instant send, гледате, значи, на било каков тип на апликација која што моментално користи Dash, и практично што се случува? Наместо да се чека консензус од сите нодови, каде што истите практично го запишуваат на овиот блок, овие мастер нодови, кои што на некој начин постојат на самата Proof of Work мрежа, ја превземаат одговорноста и сите овие мастер нодови помеѓу себе ја запишуваат транзакцијата уште пред да биде запишана на самиот блок на Proof of Work мрежата, со тоа што со повеќе од 60% од вкупната количина на мастер нодови, вие практично добивате instant settlement. Значи, кога 60% од мастер нодовите ќе ја прифатат вашата транзакција, вие не мора да чекате истата да биде запишана на Proof of Work нодот, се извинувам, блокот, и веднаш истата се наоѓа на другата адреса на лицето кое што ја прима оваа количина на капитал во Dash токен. Кој ми се извинува. Така да, ова е специјалниот дел кој што моментално постои Dash преку мастер нодовите, приватност и instant send. Со тоа што мастер нодовите можете да ги направите. Сега, за жал овдека не успеав да најдам, тоа многу лесно може да го најдете во однос на техничкиот дел што е потребно, каков тип на софтвер, на хардвер ви е потребен за да може да имате ваков нод, но една работа која што веднаш ќе ве натера да се размислите е фактот дека потребни ви се 1000 Dash токени за да можете да направите еден ваков мастер нод. Што значи дека вие како стандарден Proof of Stake нод, вие треба да имате на адреса 1000 Dash токени за да ви биде дозволено да бидете дел од овие мастер нодови. Со тоа што еден моментално деше $20, а 1000 Dash биле точно 1990. Сега мислам дека моментално имаме малку проблем. Да, 20.000. Значи 20.000 би коштало да имате еден мастер нод, зборувам само за токени, без овдека да разговараме за техничкиот дел. Како може да направите мастер нод? Може да најдете во дескрипција, оставени се линковите до овој дел на документите директно на Dash страната, за да видите како потенцијално може да креирате ваков Dash
би рекол мастерно, но зошто е овдека сега тоа толку битно? Погледнете. Значи, кога станува збор за распределба на наградата од блоковите, не се дава се на Proof of Work мрежата. Односно, оние 2,5, како што рековме, само да видам точно колку е наградата моментално, рековме дека за секој Dash блок запишан, моментално, само секунда видиме колку е еве. Не. Кај ми ти наградата? Дайте ми само секунда, да видам колку беше наградата по секој блок. Зашто не може да најдам? Ево, 2. Значи, оприлика $2, 2 Dash, 1,9 Dash е награден за секој запишан блок. Со тоа што запишувањето на блокот, 45% од оваа награда оди кај Proof of Mining мрежата, за оној майнер кој што го запише блокот, и 45% од ова оди за мастер нодовите. Што значи дека оприлика се ја делат наградата пола-пола, плюс имаме 10% кои што влегуваат во трежери, значи за и самиот блокчейн да има свој трежери систем. Со тоа што заработката која што се очекува од досегашната работа на Dash е негде од 5 до 8% на годишно ниво. Значи толку би можеле да добиете како награда во однос на, пак би рекол, како стейкинг за тоа што поседувате Dash Node. Се разбираме? Значи ова не е Delegated Proof of Stake, вие не може да ги ставите вашите Dash токени на стейк, туку ова е, како што кажаме, значи ова не е Delegated Proof of Stake, значи вие не може да ги ставите вашите Dash токени на стейк, туку ова е едноставно доколку имате нод, колку би добивале награда за тоа што го поседувате овој нод и така речено ги верифицирате овие инстант трансакции и private трансакции на Dash мрежата. Да, навистина многу комплициран коин, да, знам дека само за протоколот ни беа потребни околу половина час, но едноставно морам да ви објаснам што истиот значи што истиот блокчейн представува за да може да разберете нели зошто е потребен и што истиот прави на пазар. Околу токеномија, овдека ќе треба исто така се навратиме и на моменталната количина на токени. Да, станува збор за мал проект, затоа што истиот има само $246 милиони, додека во претходниот bull market истиот имаше највисока вредност од 4,4 милиарди, а во 2017 година неверојатни $12 милиарди, скоро. Така. Сега, за жал, гледаме дека едноставно самата застарена технологија го прави тоа да овој коин е се помалку и помалку популарен, но зборам од ритейл сектор, институции, гледаме дека и понатаму го користат, гледаме дека има активност на неговата мрежа. Со тоа што моментално имаме во циркулација пуштено 12.319.000 токени Dash, а вкупно имаме околу 18,9 милиони токени. Што значи дека имаме уште како ќе дое околу 30% од неговата количина која што се уште не влегол на пазарот. Така да сакам да кажам дека за разлика од другите Proof of Stake, каде што треба да разговараме за различни компании кои што се, не знам, финансиери на овој проект и така натаму, овдека тоа е една од најдобрите работи кај Proof of Work, значи посебно ваков тип на Proof of Work каде што немаме pre-mine, туку сите токени се пуштени и сите имаат еднаква шанса да ги измајнаат овие токени. Тоа е крајно позитивно ако мене ме прашувате и уште една позитивна работа за овој блокчейн. Значи, нема некоја голема филозофија, како што веќе објаснивме, имате стандарден тип на инфлација, која што се намалува постојано поради халвингот кој што го имаме еднаш годишно и постојано се намалува наградата за секој блок запишан на Dash. Тоа е околу токеномијата, овдека би можеле сега да се вратиме на некои други работи, кои што се уште не сме ги обработиле за самиот коин, меѓу кои пак овдека би рекол дека ова е дел од фундаменталната анализа. Значи фундаменталната анализа која што треба да одговориме е кои се вестите за овој проект, значи што моментално се случува, дали има нешто ново околу самиот проект, партнерства и поврзаност со кривични или судски случаи. Поврзаност со кривични судски случаи нема, тоа е крајно позитивно. Партнерства, не би рекол дека има некои големи партнерства. Една вест која што успеавме да ја најдеме е дека има партнерство направено со Bitpanda, но тоа е повеќе како Dash токенот е излиста на Bitpanda во почетокот на 2025 година, што не е нешто многу големо, затоа и не го ставив како посебна вест, но кога станува збор за вести, еве моментално што успеавме да најдеме, ова е поврзано и со неговиот, значи колку е фундаментална анализа, толку е нормално и зрелост на пазарот и roadmap, затоа што ова е делот со Dash кој што можеме да го спомнеме околу неговиот активен roadmap, односно како изгледа моментално неговиот активен roadmap. Прво имавме надградба на почетокот на оваа година, каде што едноставно се надградува неговиот core механизам, самиот нели блокчейн. Нема некои големи работи кои што треба да исполнеме, главно е надградба, како што гледате и сами, да може да се енкриптираат
корекциите помеѓу P2P, значи ова се нели типот на конекција кој што го имаме во блокчейн технологијата, со тоа што наскоро следи, како што може да видите овдека, fungible tokens, како што се ERC-20 токените на Ethereum, значи во мај очигледно веќе се касно, значи Dash се спремаат за да може, очигледно се спремаат за екосистем. Значи како proof of work они може да имаат свој екосистем, но се уште нема смарт контракт компатибилност. Гледаме дека се спремаат да може да се минтаат fungible токени, како што се ERC-20, но не можам да разберам како планираат да се минтаат ERC-20 токени, мислам не може да види ERC-20 ќе имаат свој стандард, ако немаат proof of stake, ако немаат смарт контракт компатибилност. Сега, зошто е ова клучно? Значи и самиот XRP нема смарт контракт компатибилност, а може да се минтаат токени, значи ова е можеби нешто ново, нешто интересно, кое што се уште нема повеќе вести, како ќе биде реализирано, че ова е целосен процес на минтање на паралелни токени, кои што ќе се наоѓа на Dash мрежата, со тоа што гледаме дека според сите нивни надграби на крајот се движат кон токму тоа што се движат, би рекол, сите моментално големи проекти, односно смарт контракт компатибилност и виртуална машина, значи се обидуваат да станат Layer 1, но ова е негде, гледате сами, во текот на 2026 година и Interblockchain Communication, ова е практично слично на interoperability протоколите кои што моментално работат на поврзаност помеѓу различни блокчейни. Тоа е во однос на нивниот roadmap. Сега значи ќе продолжиме да следиме како моментално се движи, кога ќе имаме нормално повеќе вести за него. Значи тоа е единствената вест која што видовме е дека истиот има имплементирано hardfork за надграба на сопствениот блокчейн. Истата гледаме дека е поддржано од сите централизирани мрежи кои што го имаат овој токен ставено на спот, едноставно го поседуваат како опција за тргување. А од друга страна нема што повеќе да се зборува околу зрелост и roadmap на пазарот, тоа е се што моментално имаат да понудат, други вести не успеавме да најдеме. Во однос на техничка анализа, која што исто така е поврзана со самиот халвинг, значи можеме да погледнеме дека буквално после секој халвинг ние Значи, после секој халвинг имаме пад на цената на Dash. Нешто слично на Litecoin мрежата. Зошто е тоа така, како што веќе кажавме? Затоа што се намалува наградата за некои 30-40% оприлика ако не се лажам, така изгледаше процентот на намалување на наградата, а со тоа нормално се намалува и профитабилноста на овој блокчейн и затоа верувам дека се повеќе и повеќе луѓето се откажуваат од майнинг на овој коин поради истата таа причина намалување на наградата секоја година. Така да секој од овие црвени халвинзи кои што гледаме моментално предизвикал намалување на вредноста на Dash, а во исто време и намалување, како што веќе покажуваме овдека, на бројот на мајнери на неговата мрежа. Сега дополнително гледаме дека во 2014 година халвингот предизвикал раст на цената на Dash, 2020 година биткоин халвингот предизвикал раст на цената на Dash. Сега се уште немаме, но се очекува дека Dash ќе има свој нормален скок во текот на алткоин сезона во овој bull market. Од друга страна, стеснување на Bollinger Band, екстремно ниски вредности, погледнете сами, ниска вредност 100 RSI на месечно ниво 20, тоа е 10 поени под препродаденост. Имаме, гледате и сами, значи овде ќе имаме една огромна, уште од 2022 година, огромна конструкција на bullish, значи flex. Во моментот кога ќе добиеме прекошување нагоре, верувам дека ќе добиеме повторно поврзување, ќе имаме 4 брана bullish divergence на MACD, кој што верувам дека ќе се одразат позитивно. RSI се наоѓа на 40, кој што ја гледаме историски најниска вредност. Значи, што да ви кажам, се наоѓа во овој стандарден канал. Верувам дека ретестирање на горната граница е минимум што може да направи, а верувам дека ќе има и солиден скок како 2021 година и како и 2021 година како почнува да се дига цената, така повеќе ќе станува популарен, така повеќе мајнери ќе доаѓаат и нормално ќе добиеме и раст на хеш рейтот и раст на difficulty на неговиот алгоритам. Тоа е оно што јас го очекувам, како и сите алткоини, сега крајно подценет, како што гледате и сами, моментално Dash, а верувам дека наскоро, пак ќе кажам, потенцијалната алткоин сезона, ќе го видиме тоа што сите го очекуваме. И во однос на токеномијата веќе разговаравме, како што кажав, значи нема податоци за pre-mine, значи ако запишете Dash нема никакви податоци за pre-mine, нормално, затоа што нема proof of stake, нема едноставно нешто посебно што треба да се знае, ова е дел фундаменталната анализа, значи во однос на
дополнителните индикатори кои што ни се потребни, дали, тоест се извинувам, ова треба сега се вратиме повторно на токеномија, каде што разговараме за активни девелопери, за децентрализација и така натаму, со тоа што моментално, како што кажавме, нема никакви vesting schedule, затоа што, пак ќе кажам, не е proof of stake, туку е стандарден proof of work, кој што моментално зависи од не при мајн, туку како се мајна, така практично се зголемува бројот на токени на пазарот. Дополнително погледнете, истиот е на 44-то место во однос на нови скрипти на GitHub. Значи гледаме дека е активен, погледнете. Значи на месечно ниво ние имаме оприлика како да дека по 130, 83, 89, 149, значи дека на самиот протокол и понатаму се работи. За жал немаме информации кога станува збор за девелопери, тоа е реално не можам да разберам зошто, мада кога станува збор за уствари има, па не знам зашто не ми го даде првиот пат, сега ќе видим колку има. Првиот пат кога го запишав не ми го даде, не знам зошто. 18 full-time девелопери има и 26 активни на месечно ниво, што реално не е многу, посебно за ваков тип на блокчейн не очекувам нешто повеќе, сега ќе ви покажам и зошто. Значи 18 ќе го стави највеќе девелопери каде има? На Layer 1 блокчейн. Така, верувам дека ако погледнете и XRP е негде оприлика таму со девелопери, затоа што нема толку голема потреба од девелопери кога станува збор за Proof of Work. 18, Dash, да видиме кои се други, Zcash, уште еден privacy coin, кој што е познат во сферата, BitTensor, Torchain, големи проекти, ова е AI, ова е децентрализирана менувачница. Само се видам да видам дали има Aave, кој што е Layer 1, има 14, значи дека воопште не е лош во однос на неговата активност, IOTA има 13 Layer 1, а истиот има 18, како што видовме, што го става, пак ќе кажам, во некој добро друштво, XRP 23. Ист тип на блокчейн како и самиот неговата цел, би рекол дека е иста, нели, како и XRP, и XLM верувам дека е негде слично тука, но како и да е. Гледаме дека овој дел не е толку страшен воопште и во однос на децентрализација една битна работа која што мора да напоменеме е дека има екстремно добра децентрализација. Значи само 7,5%, повторно верувам дека е нешто трежери, вајда, не можам да најдам информации колку моментално имаат трежери токени, но како што можам да видам тоа е единствениот начин да погледнете. Ова е мерак од децентрализација. Зошто? Затоа што нема примајн. Само 21,7% од вкупната количина на токени моментално ја имаме во топ 100 холдери, така. И сега во оваа ситуација тоа ни покажува дека ова е еден од најдобрите децентрализации кои што некогаш ми ги виделе. Зошто? Повторно, нема примајн, не е proof of stake и нормално со тоа како се мајнат токените, така и децентрализацијата се развива се повеќе заради тоа што имаме голема количина на мајнери на пазарот. Тоа е, мислам, се околу ова, нормално сега ќе повториме уште еднаш да видиме потенцијално да не евентуално негде имаме промашено некои од прашањата. Значи, како што кажавме, апликацијата објаснивме темелно и од реалниот свет и од криптосветот, roadmap разговаравме, техничка анализа направивме, фундаментална анализа, кажавме дека само една вест, тоа е хардфоркот, партнерства не најдовме ништо посебно освен Bitpanda, поврзано со кривични судски случаи нема, токеномија, тип на блокчейн екстремно длабоко објаснивме, повеќе од тоа ќе мора да истражите сами. Залиха, како што веќе кажавме, станува збор за нема примајн, значи едноставно многу добар тип на распределба на токените. Активни девелопери објаснивме, децентрализација објаснивме и со ова верувам дека дојдовме така речено до крајот на последниот токен за оваа алткоин недела. Се надевам уживавте. Значи пак ќе кажам успешно, ова е 101-иот коин, односно токен обработен на нашиот канал. За нас ова е огромно достигнување. Се надевам дека уживавте како и секогаш. А вас ќе ве видиме повторно во среда во лајвстримот за макроекономија и крипто. Би ви препорачал да не го пропуштите. Пријатно од топлата Малта и од Крипто Гемиџија.